Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со око на ТВ Нова во ова празнично првомајско издание. Гости очекувано се господата Благоја Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати на Република Македонија, и господинот Живко Митревски, прв човек на Сојузот на синдикатите на Македонија. Господа, добре дојдовте во студиото на ТВ Нова. Добре најдов. Благодариме за поканата. 1 мај е само повод за разговор со вас. Веројатно ќе имате што да кажете како представници на двата најрепрезентативни синдикати во државата. Прво прашање за двајцата, еднакво, ќе му дадеме предност на господинот Митревски да одговори како повозрасен: протести или скара? Зашто се одлучивте оваа година? Значи, традиционално Сојузот на синдикатите на Македонија има концепт кој е поврзан со работно одбележување на овој празник. Нашата идеја и нашиот концепт е дека треба да се напуштаат поранешните стереотипи и дека синдикатите треба да испорачуваат конкретни резултати. Тоа беше причина што години наназад Сојузот на синдикатите на Македонија, баш за 1 мај, отпочнуваше со кампањи кои, како што знаете, завршија позитивно и беа реализирани со донесување на неколку закони, заедно во содейство со другите синдикати и со поддршка нивна. Се разбира, во таа смисла почнувавме со кампањата за минимална плата, со барање за донесување на законот за минимална плата, законот за мобинг, за измени и дополнување на безбедност и здравје при работа, за се зборувате за некои поранешни 1 мај? Во таа смисла продолжуваме со тој концепт. Оваа година го отпочнавме работно со делна реализација на активности околу активирање на промоција на неколку брошури кои се поврзани со инструментализирање на можноста поблиску да се запознаваат работниците со работничките права и со она што значи отпочнување на кампања за реализација на барањата кои ги постави Сојузот на синдикатите на Македонија и на Економско-социјален совет и до сите социјални партнери, се разбира и до останатите синдикати, фокусирани во протоколот за социјален напредок, односно предлог протокол за социјален напредок. Тоа значи... Митревски, следното прашање ми е како ќе одбележите еден сумарен извештај на она се што го направи ССМ во ако направиме еден преглед од 1 мај лани до 1 мај оваа година. Прашањето беше конкретно, дали на овој 1 мај ќе празнувате или ќе протестирате? Конкретно работно сме ангажирани во делот на реализација на протоколот за социјален напредок, со дебати и со работни состаноци. Значи нема ни скара, ни протести? Има работни состаноци за конкретни резултати. Господин Ралповски? Што ќе прави КСС на 1 мај? Пред се КСС отпочна на кампања за 1 мај. Тоа е подпишување на еден меморандум со коалиција сега. Тоа е коалиција составена од здруженија кои што се бават со младински вработувања. Таа кампања почна по социјалните мрежи веќе. Во тој контекст, кампањата, незиното име и младите имаат работнички права, 365 дена работнички права. Затоа што КСС се грижи за работничките права 365 дена, донесовме одлука дека за 1 мај ќе ги повикаме нашите членови, нашите пријатели да бидат на скара, на пиво со нивните пријатели, со нивните семејства. А останатите 364 дена да се бориме за работничките права, за нивно подобрување и промоција и така натаму. Еве, господин Ралповски кажува КСС, скара и пиво. Господин Митревски, земји со далеко побогат стандард денеска, односно на 1 мај, протестираат. Зошто ССМ, велите стереотипи да ги напуштиме, на кои стереотипи мислите, на скара или на протести? Значи, мислам на стереотипи во делот на прикажувањето на една слика дека синдикатите треба да се појават само за 1 мај и дека со тоа ја завршиле својата работа. Има таков тип на синдикати кои вообичаено сакат да се појават еднаш во текот на годината и со тоа мислат дека ја завршиле. Напротив, слично и како колегата Ралповски, Сојузот на синдикатите на Македонија има таа стратегија, значи 1 мај се празнува во текот на цела година. 1 мај не значи дека треба да се празнува само за еден ден или да праваме на метафора, ако сте верник, значи не треба да одите само во црква за Бајрам или само за Великден, туку треба да бидете верник во текот на цела година. Тоа значи посветеност на оние кои ги представуваат работниците во делот на борбата за остварување на тие работнички права. Фокусирани сме со оглед на значењето на овој историски документ кој е преточен во тој предлог протокол за социјален напредок,
дел по дел да го реализираме секојдневно, дел по дел, преку работни состаноци, преку состаноци заедно со социјалните партнери, преку состаноци со организациите на работодавачите, преку состаноци со владата на Република Македонија, да дојдеме до решенија кои се поврзани и кои овозможуваат далеку попристоен живот, елиминирање на нееднаквоста, елиминирање на сиромаштијата, социјалната исклученост, а сето тоа е поврзано со таа секојдневна работа која треба да реализираат синдикатите во текот на цела година. Што сметате за ваш, прашањето еднакво и за КСС и за ССМ, за ваш најголем успех во текот на 2016 1 мај до овој 1 мај годинава? Која мерка, кој закон, што е ваш најголем успех во остварувањето на работничките права? Мислам дека заедно синдикатите покажаа, барем со оглед на тоа што и ССМ и КСС се репрезентативни синдикати во Република Македонија, со своето учество во економско-социјалниот совет, но и разговорите што ги имавме со социјалните партнери, покажаа дека умеат да бидат вклучени и да реализираат стратешки политики во делот на подобрување на животот на работниците, пред се со поттикнувањето на мерките за вработувањата. Ете се фокусира КСС и во делот на поттикнување на вработувањето и на младите луѓе. Значи, учествувавме во делот на креирањето на тие политики. Она што беше интересно во текот на оваа година, и двата синдикати учествувавме во проектот заедно со Меѓународната организација на трудот и со финансиран од Европската унија, кој значеше подигнување на капацитетите на социјалниот диалог, кои овозможија драстично да се подобрат капацитетите во делот на колективното преговарање, да се овозможи таа неопходна едукација, она што е многу битно што го направивме, операционализирање на нашата заедничка идеја за мирно решавање на работните спорови, каде што се обучија над 70 помирувачи и арбитри, и во делот на она што обезбедивме континуирано продолжување на трендот да не дозволиме масовни отпуштања во Република Македонија, да имаме и понатаму зголемување на дел на платите, да се потпишуваат колективните преговори и договори, да се реализира она што го имавме утврдено во колективниот договор за приватен сектор, да се реализираат регресот за годишен одмор на доместоците, односно еден континуитет кој покажа дека во едно заедничко содейство на синдикатите, сепак и во услови на една најтешка економска, финансиска, па дури и многу сериозна политичка криза, бевме фактор кој обезбеди социјална, економска, но дури и политичка стабилност. Господин Ралповски, ако ССМ го смета за свој најголем, еден од поголемите успеси тоа што немало отпуштања од работа, имало минимален раст на платите во една исклучително тешка економска година како што е ова од 2016 и еве првите неколку месеци од 2015, што е најголем успех за КСС? Па секако ќе се сложам со мојот колега. Значи, успех е тоа што немаше отпуштање, минимален раст на платите. Секако ќе се сложам и со тоа што преку економскиот социјален совет со помош на владата се направија најразлични проекти каде што се поттикнуваше вработувањето на младите. Ние како КСС особено голем акцент даваме на креирање на работни места за младите. И морам тука да го споменам и Законот за мирно решавање на работни спорови, каде што КСС го имаше уште во почетните документи од самото формирање и го протежираше тој закон како еден од модерните закони што треба да придонесе за полесно решавање на работните спорови. Ете го, тој закон стана реалност, еден закон што ќе донесе поголема сигурност на работниците, каде што вон судски и вон парничен многу поевтин начин ќе се решаваат работните спорови. Исто така морам да споменам дека исто преку економско-социјалниот совет, како што каже и колегата, се донесени и многу мерки во кои што учествува и синдикатите како социјален партнер. Со проектот што е Македонија вработува, еден од битните фактори во Македонија да се намали вработеноста. Кога вака ве слушам, делува стварно дека навистина сте имале во текот на целата година многу работа и дека сте издействувале многу во соработка со вашите социјални партнери, зашто и покрај тоа македонскиот работник денес во Македонија не може да се чувствува достоинствено. Не го делите тој впечаток? Значи, факт е дека Република Македонија не е надвор од севкупната криза
сепак станува збор за релативно млада држава која го реализира својот концепт на развој во еден нов општествено-економски и политички систем. И факт е дека не може и не е реално да се очекува некој дека многу така лесно и многу брзо ќе достигнеме стандард на некои земји од Европската унија. Тоа е причината и заради утврдувањето на фактот. Има безброј факти кои кажуваат дека далеку сме од она што значи пристоен живот. И тоа е причината што излеговме со овој исклучително значаен документ кој е фокусиран во повеќе сегменти. Прво, делот на платите. Факт е дека во Република Македонија задолжително мора да дојде до зголемување на платите во Република Македонија. 67% од вкупниот број на вработени во работниците во Република Македонија примаат плата негде до просекот од околу 23.000, од кои над 16% примаат плата или негде од 155.000 работници, меѓу 12 и 15.000 денари. Само 3,2% примаат плата над 30.000, иако ја земиме во контекст потрошувачката коштичка синдикална, која впрочем Сојузот на синдикати на Македонија за прв пат и редовно ја промовира повеќе години, јасно зборува дека просекот на платите од околу 23.000 денари за едно четворочлено семејство само со еден вработен овозможува негде според таа кошница негде околу 56 до 60% да се валоризираат потребите. Тоа значи дека има потреба од значителен простор за зголемување на платите. Тоа е и причината да одиме со нашите барања за зголемување на минималната плата и на платите и она што го нудиме значи за прв пат во Република Македонија како Сојуз на синдикати на Македонија утврдување на генерална стратегија за развој на платите во Република Македонија. Платите во Република Македонија мора да бидат инструмент за борба против социјалната исклученост, против нееднаквоста и против она голема разлика што се јавува помеѓу платите во секторите. Но токму бројките што вие ги спомнавте велат дека наспроти она што го велите дека вашата заложба покрај, значи еден од врвните приоритети на обата синдиката е веројатно зборувам за заложба и зошто зборувам за резултати. Бројките што ги споменавте кажа велат дека 4500 денари пред неколку години пред да биде донесен законот за минимална плата, негде околу 65 до 70.000 работници примаа плата од 4.500 до 5.500. Моментално минималната плата е 10.080. Тоа е значи големо поместување во делот на она претходна состојба во која што беа, но од друга страна тоа не поттикнува и понатаму да зборуваме и за нешто друго. Зборуваме и дури и за јазот кој се почнува нормално дека капиталистичкиот систем и неолибералната политика ќе провоцира и разлика во платите и помеѓу мажите и жените, и помеѓу возраста. Така да и другата анализа која покажа дека 55% помалку плата примаат работниците кои се од помлада возраст негде до 19 години, негде околу 23% примаат помала плата тие што се до 25 години, што значи дека мора да ги превенираме и сите оние проблеми кои можат да настанат во делот на разликите во платите и за одредени структури. Факт е дека Македонија како таква економија каква што е мала и земја во развој не може да направи чуда, па и од тука класната разлика е таква каква што е. Прашањето е дали синдикатите во една таква ситуација се доволно мотивирани, доволно борбени, доволно способени за да ја избијат таа битка за работничките права, или ја прифаќате онаа критика дека сте малаки, недоволно мотивирани, млитави во еден дел, кога еве цела Европа протестира на 1 мај, КСС вели ние работиме 364 денеска ќе правиме празник. Како допираат до вас како синдикалци тие критики? Вака, малце имаме ние други гледишта околу сите овие работи. Значи, КСС 2006 година на 1 мај собра 45.000 потписи, со што иницираше носење на закон за минимална плата, во кој што подоцна се приклучи и ССМ. Сите наши револуционерни идеи на почетокот изгледаат малце така дека се невозможни. Еве и сега со оваа кампања што ја правиме, и младите имаат работнички права, 365 дена работнички права. Значи, сакаме да поттикнеме вработување на младите и градење на едни сигурни работни места за младите. Другото гледиште ќе го поделам во 3 сегмента, каде што се направени големи анализи околу состојбата на работничките права и вработувањето во Македонија.
Прво ќе кажам за достоинството на работникот. Да, достоинството на работникот во одредени сектори е доста нарушено, но тука пред се морам да споменам еден битен фактор, тоа е имплементирањето на законите во Република Македонија. Значи, поактивно учество на тие што ги имплементираат законите, пред се на инспекторатите. Стандардот во Република Македонија, ние како анализа што го правевме како КСС, е многу чувствително прашање. Да, треба да се подобри стандардот на сите вработени и на сите граѓани во Република Македонија, но ние имаме сега еден друг предлог, согласно нашите податоци што дајаат од теренот. Значи, во Македонија се пресметува една просечна плата. Ние имаме предлог да се пресметуваат едни просечни примања, каде што многу од вработените или невработените имаат примања по друг основ, на хонорари, на авторски договори и така натака, што тие податоци не влегуваат во просечната плата, пречи примања во Република Македонија, и со тоа да се направи една анализа или да се почне да се користи еден друг податок во евиденцијата, тоа е просечна потрошувачка на граѓаните во Република Македонија. Мислиме дека, значи, од податоците што ги имаме на терен, сме дојдени до заклучок дека многу од вработените и многу од невработените што се водат во Агенцијата за вработување имаат некакви примања, што ние како и државата како Државен завод за статистика, што е релевантен фактор за пресмечување на просечната плата, не ги става во истиот кош. Господин Митерски, господин Тралповски, допре можеби работата на црно, како едно. Вие, министерот, последниот работен ден пред да почне овој празничен викенд, најави дека на 1 мај ќе се отвори прашањето за минимална плата од 10.080. Која е вашето барање и што друго освен минималната плата е во фокусот на тие првомајски разговори и понатаму? Значи, делот посветен на платите е првиот фокус за кој што нешто елаборирав, и значи е поврзан со наоѓање на еден генерален концепт и генерална стратегија за зголемување на платите, значи не само за минималната плата, туку мора во Република Македонија да утврдиме на кој начин ќе се движат тие плати. Република Македонија тежне кон влез во Европската унија, а тоа не е можно од аспект на синдикатите без имплементирање и развивање на механизми на европскиот социјален модел, кој од друга страна пак го промовира едно од најзначајните начела и принципи за еднаква работа, еднаква плата. Значи, тука исто така мора да дефинираме, станува збор на се поприсутни огромни јазови помеѓу платите. Тоа е прашање кое ќе мора да го дефинираме. Прашањето, значи, околу родовата разлика, околу возрастната структура и околу растот на најниските плати. Значи, не само минималната плата. Идејата е да се направи тој генерален концепт кој ќе биде поврзан со утврдување на други дополнителни механизми или инструменти кои ќе определуваат висината на платата. Во делот на трошоците околу живот, нивно реално представување, во делот на достапноста на услугите за едно такво семејство, и мислам дека со тој концепт кој го нудат и европските синдикати, ако сакаме да го промовираме, мислам дека ќе можеме да дојдеме до еден степен на некакво приближување. Но, бидејќи го посочивте и ова наше вознемирување во делот на неколку други сегменти, прашањето околу несигурноста на работните места. Ние во текот на овој период наназад, рековте кои се назначајните резултати, ние се фокусиравме да обезбедиме најнапред сигурноста на работните места. Тоа значи да го елиминираме отпуштањето на сметка дури и на пониски плати. Бидејќи познати се економските закони, или можете да имате повисоки плати за одреден помал број на работници, или пак со цел да ја зачувате таа сигурност, во тој случај може да го прифатите и принципот кој го правеа и германските синдикати за време на кризата, ги намалуваа платите на сметка на она што значи елиминирање на опасноста од отпуштање на работните места. Меѓутоа доаѓа еден друг проблем, проблемот кој рефлектира и во индустријските зони, кој се повеќе добива димензија да се шири и во другите предпријатија, а тоа е потпишување на работен однос на определено работно време. Ние сме исклучиво против ваквата појава и се фокусираме
работниот однос и понатаму да биде на неопределено работно време. Во таа смисла, дури и за индустријските зони предлагаме најмалку 30% од вкупните вработувања да бидат на неопределено работно време, со оглед на тоа што веќе присутна е појавата 90% работниот однос да се потпишува и да се склучуваат договори на определено работно. Исто време, бидејќи сметаме дека тој проток на време од 5 години да се држи човек на определено работно време е премногу долг, исто така бараме негово враќање на 2, односно 3 години. Следно прашање кој исто така може да предизвикува вознемирување е прашањето околу пензискиот стаж на работниците во Република Македонија. Зголемување на старосната граница? Имаме, значи едно е зголемувањето, друго начинот на кој одредена категорија на работници не може никако да дојде до пензиски стаж. Значи станува збор за категории кои 2 до 3 години никако не можат да ги обезбедат, можеби да имаат и работен стаж или обратно пак немаат години, значи можно е и потребно е да се стават и дополнителни услови кои ќе му обезбедат на тие или стечени работници или други категории или да можат сами да ги докупат стажот или работодавачите да го докупат. Значи потребно е да се отвори уште една анализа на тој пензиски систем, се разбира со сите оние опасности да не го нарушиме неговиот систем на... Дозволете ми да ве прекинам. Ја спомнавте сигурноста на работното место во смисла на известност, односно на вработување на неопределено време. Што е со она што се нарекува безбедност на работните места со оглед на тоа на големиот број на несреќи што се случуваат на работните места, особено во градежниот сектор? Дали нешто синдикатите може да преземат во смисла на почитување на работното време, кога, например, во услови на високи температури во лето, кога се прогласува повисок степен на заштита и кога се вели дека работниците не треба да работат, да бидат изложени во оној летен шпиц, да не се работи во недела. Многу пати се случува на државни објекти кога се гради да бидат ангажирани работници да работат во недела. Вие тоа не го гледате, не го забележувате? Вака се. Не можете да реагирате во такви случаи? Значи вака, Конфедерацијата на слободни синдикати е претежно составена од синдикати од јавниот сектор и таму каде што ние делуваме претежно се почитува Законот за безбедност и здравје, една многу осетлива тема. Кажав и на почетокот, имплементирањето на законите е еден од основните услови за достоинствена работа. Мислам дека во приватниот сектор има нарушување на тие во тој дел, но сепак кривицата ќе ја посочам пак во органите кои што треба да се грижат дали законот е имплементиран или не е имплементиран. Инспекциите. Така, точно инспекциите. И можам уште еден сегмент да кажам, значи јавно можам да признам од страна на КСС дека и пасивноста на нас како синдикат во тој дел многу придонесува за кршењето на работничките права во делот на безбедноста и здравјето при работа. Но мора да кажеме, еве и во контекст на ова што го кажа и колегата претходно, значи се сложувам во тие делови, има целоста подршка од нас, но морам да кажам дека мораме да погледнеме на една пореална слика во Република Македонија. 6,7% зимаат само минимална плата, а околу 12% се по 20, околу 12.000 зимаат околу 20% од вработените во Република Македонија. Ние дојдовме до еден податок од Конфедерацијата на слободни синдикати дека до 12.000 зимаат 15% што се само вработени лица во Република Македонија. Тој податок влегува во податоците на Државен завод за статистика и затоа ние доставивме еден предлог до Економско-социјалниот совет на Република Македонија да почнеме еден поинаков начин на пресметување на минималната плата, каде што ќе ги достигнеме некои европски стандарди. Во контекст на тоа го посечуваме и нашиот предлог околу просечни примања во Република Македонија. Значи конкретно за безбедноста, ние го утврдивме тој податок, утврдивме дека имаме многу сериозна состојба. Во 2014 водевме кампања за измени на Законот за безбедност и здравје, тој закон е изменат. И врз основа на тие измени дадена е сега целокупна можност и на председателот на синдикалната организација активно да биде вклучен. Значи уште во старт, уште кога се потпишуваат изјавите за проценката на ризик, да биде консултиран тој синдикат.
Она што е значајно, воведовме прозападен систем на контрола, му дадовме можност овие измени на председателот на синдикалната организација да врши контрола најмалку 2 пати годишно на сите работни места и веднаш да го прекине процесот на производство ако утврди дека на некое работно место не се задоволени тие критериуми. Уште повеќе, заради игри често пати што може да се случуваат со незапознавање на несреќите при работа, записникот сега инспекторот на труд кој го подпишува за одредена несреќа, задолжително мора да го достави на подпис и ке председателот на синдикалната организација, а исто така постои обврска работодавачот за воведувањето на сите новини и технологии, вклучително и во делот на несреќите при работа задолжително да го информира председателот на синдикат. И сега пак да се вратиме на имплементацијата, значи може и задолжително е потребна дополнителна едукација на нашите кадри, но за да ја надминиме и цела ова работа, бидејќи немам илузија дека ниту самиот синдикат може, ниту самата држава може тоа да го направи, ако не се вклучат и работодавачите, и синдикатите, и државата, ако не се вклучат дури и невладени организации во делот на подигнување на свеста за значењето на овој феномен и проблем, и од тие причини го подпишавме и меморандумот заедно со трудовата инспекција и со неколку синдикати репрезентативни во Република Македонија, со кои утврдивме поближно модели за меѓусебна комуникација и размена на информации како да ги елиминираме таквите повреди. И ако ги земите разликите помеѓу тие несреќи и повреди, вклучително и смртни последници, пред донесувањето на измените, дополнувањата на законот и сега со донесувањето на измените има драстично подобрување. Колку се синдикатите отпорни на политички влијанија, каков е односот со стопанствениците и државата, односно владата, како ваши социјални партнери, за тоа накусо по паузата за реклами. Господа синдикални лидери, колку се синдикатите во Македонија отпорни на политички влијанија? Еве, ќе почнам конкретно со господинот Митревски. Крајот на минатата година кај вас во синдикатот беше одбележан со крупни превирања, би рекол. Што беше тоа? Значи, стануваше збор за еден историски скандал, непознат во синдикалното движење, каде што во содејство на четворица, јас би рекол, пропартиски ориентирани и бизнис ориентирани председатели на грански синдикати, кои подалеку го подминаја работниот век, ја ние некад 66 години, 65, со 65 и така. Натаму, во содејство со техничката министерка, очигледно сметајки дека позицијата на ССМ, па и на другите синдикати, е доста релевантна во делот на обликувањето на целокупната социјална, економска, па и политичка атмосфера во државата и држењето на ССМ настрана од голем дел на политички турбуленции кои се случуваа во 2016 година, се обидоја со фалсификувана исправа и на еден непристоен, крајно непристоен и надвор од закон, надвор од статут во ССМ, да извршат на некој начин, ете познато е се државен удар во рамките и на синдикатот. За жал не им успеа, на среќа на работниците и на членството на Сојузот на синдикатите на Македонија тој обид. Се покажа дека станува збор за тежок фалсификат, кој беше исто така верификуван со отворањето на постапки пред јавното обвинителство, каде што и понатаму во текот на идните постапки беше поништено и решението на таа техничка министерка, а тоа доволно зборува дека синдикатите во Република Македонија сепак се доста интересна структура
и имаат значење во делот на моделирањето на севкупните општествено-економски и политички прилики, и затоа не случајни се тие обидите кои се присутни кај дел од политичките структури на некој начин да влијаат врз позиционирањето на синдикатите, што од друга страна пак не натера нас како синдикати, посебно еве заедно со КСС, да дискутираме за начинот, на кој начин фактички ние ќе се одбраниме од цела таа позиција. Го најдовме начинот, тоа е меѓусебна соработка, меѓусебното помагање, задолжително заедничко делување за крупни синдикални прашања во делот на градење на заедничката перспектива на иднината на работниците во Република Македонија и меѓусебно помагање дури во такви случаеви со заедничко действување на ниво на Светска конфедерација на синдикати, на ниво на Европска конфедерација на синдикати, и тоа значеше еден од начините на кои наефектно се справуваме од сега па натаму. Мислам дефинитивно ова е порака и до сите тие политички структури дека нема да дозволиме да бидат напаѓани овие федерации, барем во делот на таа заедничка стратегија која ја изградивме и која веројатно ќе оди малку и понатаму во делот на формирање на други облици на здружување, на збогатување на нашата соработка, која ќе значи навистина сериозна пречка и блокада политичките структури да можат да влегуваат во синдикатите. Како е во КСС, како вие се штитите од политички влијани и во минатата година и кај вас, особено во секторот на образованието, кога имаше одредено мало за доснување на исплатата на платата, се жалеа одредени членки дека се жртви на притисоци. Како вие се штитите од политички влијани? Со самото формирање на КСС пред 11 години дојде еден нов синдикален ветар во Република Македонија. Мислам дека во тој контекст не од времето на колегата Живко Митревски, дека од претходното време дојде и до едно освестување и на Сојузот на синдикати во Македонија, а гранските синдикати на Конфедерацијата во минатото покажале дека се имуни на политички притисоци. Значи, со самото нивно делување покажуваат дека политичките притисоци до гранските синдикати на КСС не стигнуваат. Кога станува збор за оној социјален диалог, каде најмногу чкрипи во односите синдикат, работодавци, синдикат стопанство или синдикат влада држава? Какви ви се односите меѓусебни? Кој се одговор? И би преминал на последното прашање. Значи, имаше многу сериозни порано проблеми пред 2010 година, пред да биде формиран новиот економско-социјален совет, каде што навистина немаше ни утврдени партнери соодветно на законот за работно односи, ниту утврдена агенда на работа која ќе дајава продукција и значење на сите тие разрешувања на проблеми кои се наоѓаат. Социјалниот диалог го искреиравме и обезбедивме преку економскиот социјален совет да ги утврдиме оние прашања кои се назначени во моментот заедно со синдикатите и со работодавачите. За да оди работата и понатаму, отворивме широк процес на отворање на локални економски социјални совети на градовите, каде исто така заеднички настојуваме да ги дефинираме и идентификуваме проблемите. А бидејќи функционираше оваа работа, се разбира со многу тешки разговори по одредени прашања, доволно зборува фактот што Македонија е ретко од државите каде што функционира општиот колективен договор за приватен сектор. Бевме многу близко да го потпишеме и колективниот договор за јавен сектор во разговорите што ги имавме заедно и ССМ и КСС со владата, меѓутоа политичките прилики и политичката криза навистина навлече и сигурно дека после, јас мислам, релаксирањето на цела ова политичка состојба на одминувањето на политичката криза, дека ќе дојде и до отворање на можност да потпишување на колективниот договор и во јавен сектор. Кратко да дополните нешто? Кратко да дополнам дека односите со сите социјални партнери во економско-социјалниот совет се крајно коректни, се до настанување на оваа политичка криза што секако си го однесе данокот и за нас како синдикати. Последно прашање, 1 мај 2017 до 1 мај 2018, која цел си ја поставувате вака? Само за информација на нашите гледачи, ССМ има од прилика околу 65.000 членови, истата бројка од прилика ја има и КСС, значи две моćни синдикални организации со огромен број на членови. Која е вашата цел што си ја поставувате за унапредување на работничките права? Што ќе биде она? Видете, многу убаво звучи ова што го кажувате, кампања за вработување на младите,
и она што го зборува господин Митревски, имате ли нешто Многу конкретно на што ќе се јасно. фокусирате? Значи, многу конкретно и јасно. Зголемување на платите во Република Македонија, измена на работното законодавство во делот на обезбедување на сигурност во работните места, понатаму во делот на поттикнување на социјалниот диалог, формирање на социјални солидарни фондови, каде што и синдикатите и државата ќе биде активно вклучени во подобрување на тие капацитети, овозможување на елиминирање на одредени даночни оптерувања за надоместоците на работниците кои ги примаат од типот на јубилејни награди, од типот на регрес за годишен одмор, за рационализации и иновации, како и обезбедување на една поширока основа за градење на таа заедничка стратегија, тоа е на синдикален план, за сите конкретни прашања заеднички да делуваме и да обезбедиме подобрување на социјалната и материјалната состојба на работниците. Какви ви се меѓусебните односи ССМ КСС? Па мислам дека Имате ли отворени прашања? во синдикатите секојаш има отворени прашања, посебно кога ССМ е претежно за приватен, па КСС претежно за јавен, меѓутоа секојаш наоѓаме начин тие прашања да ги разрешиме со заедничко разбирање и да обезбедиме можност како социјални партнери, како синдикати заеднички да действуваме, што впрочем и досега во неколку години тоа го правевме на ниво на економско-социјален совет, дури и во настапите на ниво на Светска конфедерација на синдикати, на ниво на Европска конфедерација на синдикати. Значи, укажуваме дека во текот на оваа година таа соработка ќе биде уште поголема и истата ќе овозможува обезбедување на навистина изграден партнер од типот на синдикатите во Република Македонија, кои заеднички ќе се вклучуваат во решавање на проблемите на работниците во Република Македонија. Господин Ралповски, врвни приоритети за до наредниот 1 мај? За до наредниот 1 мај да не се повторуваме во сите активности што ги имаме преземено и сите предлози што ги имаме дадено, значи ги кажавме во емисијата, едноставно и кратко, подобрување на стандардот на вработените во Република Македонија и на сите граѓани и достоинствена работа за сите вработени во Република Македонија. Ени Јона, можеби што си го признавте како делумна одговорност и од ваша страна дека сте недоволно ангажирани во заштитата на безбедноста на работните Вака се. Јас тоа го признав од причина што ние тоа го веќе го детектиравте како такво, да. Да, го детектиравме како такво. Направивме една комисија за безбедност и здравје во Конфедерацијата на слободни синдикати, каде што членуваат од сите грански синдикати. Сега податоците се собираат веќе еднаш месечно, не еднаш годишно. Таа комисија има задолжување еднаш месечно да ги собере податоците и да направи анализа каде и во кој дел законот не е имплементиран или каде треба да се подобри. Господин Ралповски, господин Митревски, ви благодарам за денешното гостување во Око на ТВ Нова. Благодарам и на вас. Добро во на Благодарам за поканата и честит 1 мај и она што помина 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа. Честит 1 мај до сите граѓани на Република Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието, секое добро и довидување во истиот термин во недела.